Да, ви благодариме на информациите, а ние се враќаме во студиото. Како што кажавме, тука е Славе Младеновски, социолог, медиатор, познат на нашата и на пошироката публика, се разбира. Младеновски, добре дојдовте во студио 10. Благодарам, Ризвановиќ, за поканата да бидам гостин во студио 10. Да, кажав веќе во најавата, ќе се обидеме да анализираме што се случува во светот, бидејќи навистина имаме несекојдневни геополитички придвижувања, не знаеме кон каде сето ова води, очигледно е дека се формира некаков нов геополитички поредок. Каков ќе биде тој поредок, на што ќе наликува? Ќе се обидеме да изанализираме, а интересно е дека анализата ќе ја црпеме и од историјата. Ќе споредуваме историски моменти со сегашноста, бидејќи знаеме дека многу често сегашноста ја пресликува историјата. Па еве вака, како за вовет. Што гледаме сега во поглед на односите? Соединените Американски држави, Европа, Русија, Азија, Кина, како за вовет? Повелете. Сакам да го поздравам вашето анализирање на ситуацијата во светот во контекст на најавата што ја кажавте. Тој е вистинскиот аспект и добар вовет за она што јас сакам да го говорам, а гледачот кога ќе го слуша ќе може да ја гледа глобалната политика не низ призма на локалната држава или на локалниот интерес, туку да се обиде да ја гледа глобалната политика низ призма на големите сили. Кога сте припадник на заедница која е релативно слаба во меѓународната политика, тоа понекогаш знае да биде многу тешко и многу е лесно да се заземат страните за или против едната од големите сили, или да се постигнува, условно кажано, причина која само ќе оправда нечија лоша политика. Не при тоа фалејќи ја другата држава за своите решенија. Еве што сакам да кажам. Почетокот на Втората светска војна е многу индикативен од аспект на тогашните големи држави, посебно на Велика Британија, која на ниво на цела планета е империјална сила, имајќи го незиното влијание во Канада, во Австралија, во Индија и во добар дел од Африка. И секако, како пријател, ги има Соединените Американски држави. Другите држави од Европа, како што се Франција, Шпанија, Холандија и Белгија, се во тој период на некој начин империјални сили, меѓутоа далеку послаби, особено Шпанија е многу слаба, гледано од аспект на граѓанската војна што ја има меѓу слободоумните шпанци против растечкиот фашизам на Франко. Да, еве, чисто како илустрација за ова што го зборувате, значи Велика Британија на врвот на своето постоење е најголема империја во историјата на човештвото, географски, значи. Географски е најголема. Најголема империја во историјата на човештвото. Отаму и она што го кажуваат дека сонцето не заоѓало во Велика Британија е всушност дека таја на својата моќ што ја имало, сонцето секогаш светело. Бидејќи кади да се свртело, сонцето светело на незината половина. Истовремено тука треба да се посматра и руската држава, тогаш Советски сојуз, меѓутоа они се далеку послаби и во економски поглед и во секој поглед и се уште не се толку експанзионистички настроени. Имате еден дел русите земено со политиката на Ленин околу добар дел од соседните држави и тоа влегува во територијата на Советскиот сојуз. Други држави во тој период, како Кина, се многу слаби. Дури речиси е во добар дел во империјална понизност кинеската држава спрема британската империја. Далеку е послаба. Луѓето кога анализираат, понекогаш си поставуваат прашање како можела држава со милиарда луѓе да биде толку поробена како Кина што била. Меѓутоа, еве за потсетување и пред почетокот на Втората светска војна, значи во Европа 39-та, Јапонија влегува во Кина 37 година и не може да се спротистави на тогашната јапонска политика. Да, кинезите, тој некој период од примерот од 19 до 20 век имаат и термин за тоа, се нарекува некако како
големиот срам или национален срам, тоа се некои стотина години Пазете, во кои 37 милиони месечини, ако не се лажам, бројката е загинати во Втора светска војна. Да, тоа се некои стотина година во кои кинезите биле цело време Поробени. подјармени од различни империи. Дали се британците, јапонците, Било која. Да. Држава која може да најде историја запишана меѓу 3 и 4000 години. Значи, ниедна историја или ниедна традиција не е сочувана како кинеската, распадната и египетската и сите пред неа, и овие поновите, римската и сите. Кинеската историја, кинеската воопшто филозофија, она е во континуитет без прекин. Сетете се дека до пред десетина, не повеќе, 20 години Макао и Хонг-Конг беа под Британска империја. 150 години ги управуваше Британската империја, Кина си ги зема како своја територија. Тоа е меѓународен договор. За Кина ќе зборуваме подоцна, сега уште неколку елементи поврзани со Втората светска војна. Факт е дека тогашната нацистичка Германија се обидува да го прекрои светот. Значи, она свесна е дека и требаат пазари да излезе, и затоа всушност империјалната војна што ја започнува она, прво ја почнува на еден многу провиден начин, гледано од аспект на политиката на Велика Британија спрема она што го прави Хитлер. Имено, влезот во Судетската област во Чешкословачка, британците и французите го одобруваат. А по сите критериуми е агресија на туѓа територија и на независна држава. Дури со влезот на Хитлер во Полска започнува 39 година Втора светска војна, односно Велика Британија и Франција им му објавуваат војна, за разлика од тоа Соединетите американски држави не влегуваат во војна или би рекле дипломатски молчат. Во тога го имаме и аншлусот на Австрија претходно. Таму е доброволно согласање фактички, меѓутоа јасна е Но сепак е политиката, јасна е политиката на преземање на државата на друга територија, на друга територија од онако. Ваму е со тенкови, ваму испаѓа дека 90% австрици се приклониле кон политиката на нацистите. И полека Хитлер веќе ја гради таа своја империја како ќе ја освои и која според неговото мислење треба да трае 1000 години. Тука му е проблем секако Велика Британија и бољшевичка Сталинова Русија. Он постигнува договор со русите. Америка не е во некаков видокруг тогаш, во тој момент. Америка не. Дури Америка си има своји внатрешни проблеми, затоа што има мешовито население, ги има јапонското население како американски државјани, ги има германците, има различни религии, и Рузвелт е во многу голема мака да објави војна на Германија. И сите писма што ги пишува Черчил до Рузвелт со намера да влезе во војна, всушност одат во насока дека он ја гледа војната низ призма на американските потреби. Не ја гледа низ призма на британската мака или на заканата која што овој упорно му ја кажува дека овој ќе трне на нас. Дотолку повеќе што подпишаниот договор меѓу Рибентроп и Молотов оди во насока дека Хитлер веќе е свртен кон запад. Тоа значи дека нема да оди на Москва. Во таа ситуација ние знаеме дека колку беше 2 недели блицкриг. Значи Париз не е бомбардиран. Хитлер си влезе во Париз. Тоа е единствената империја кај што Хитлер ја посети и се сликаше пред Ајфеловата кула. Бомбардирани се други градови, како Москва, Санкт-Петербург, Белград и други. Париз не е бомбардиран. Не се бомбардирани ни Осло, ни Хелсиншки. Тоа говори многу за таа филозофија на нацистичка Германија, каде што во тие народи он ги гледаше како дел од ариевската раса. Тие држави има и текако поддршка на нацизмот. Маршал Петен е исто така ја поддржува нацистичка Германија и ги апси сите слободолюбиви французи или сите евреи кои што не одговарат на политиката на она. Велика Британија е единствената светлина која отворено се спротивставува, меѓутоа и тука мораме да ставиме една забелешка дека и Германија и Велика Британија има политичко водство пред Винстон Черчил кој се обидува со Хитлер да преговара. Тоа е договорот со Чемберлен, кој што апсолутно не постигнува никакви позитивни ефекти за британската империја и таа влада мора да падне. Меѓутоа има сега последниве 20 години нови историски факти дека дел од кралското семејство преговарало и договарало поврзување со Хитлер, целосно да се определи за поддршка на британската круна наспроти бољшевичкиот Советски сојуз и така натаму. Кога веќе
почнува Втора светска војна, Америка се уште не влегува во војна. Она влегува војна 42 година со нападот на Перл Харбор од страна на Јапонија, која всушност па е притискана од нацистичка Германија да влезе во војна. Рузвелт врши притисок врз Сталин да го отвори источниот фронт на далечниот исток, меѓутоа Сталин си има друга мака веќе, затоа што 41 година Хитлер влегува во Советскиот сојуз и некаде ми се чини дали беа 100 или 150 километри ги помина за 2 дена. Она што се обидувам понекогаш да бидам и доволно циничен, кога викаат да не била руската зима, Хитлер би победил. Еве, господин Ризвановиќ, вас ви го поставам прашањето. Дали ви е познато дека 500 години таа руска зима во зима е многу ладно? Дали сте слушнале некојаш во зима да биде топло? Да. Може да биде минус 30, може да биде минус 35, ама не може да биде плюс 20. Да, во поглед на тоа сакам да ве прашам за некои други тези за самиот почеток на Втората светска војна, кога зборуваме за руската зима. За пактот Молотов-Рибентроп. Тука се тезите дека се разбира дека во тоа време нацистичка Германија и Хитлер не биле гледани како денес што се гледани. Тоа може да се види и од преговорите на Чемберлен со Хитлер кои траеле бескрајно, нели, и дека Германија, може би Хитлер бил гледан како еден десничар, ајде да речеме, или радикал, може би, но не како воен злосторник, секако. Тоа било се уште рано, немало такви, имало протерување на евреите, но немало концентрациони логори, например. Политиката на осуда на нацизмот доаѓа после победата. Да, после Втората светска немате војна. изјави дека е он воен злосторник за време на војната. Особено нема такви изјави за него како државник на нацистичка Германија пред почеток на Втора светска војна. 36-та се одржува Олимпијадата во Берлин како подарок, истото што се случуваше и во Москва до пред известно време светското првенство. Се сеќам на цела плејада европски лидери се сликаа со Путин. Тоа не значи дека тогаш него го гледаа како воен злосторник, а дури сега почнувам да размислувам дека и сега веќе не го гледаат. Сега свесни се дека ќе мора да преговараат за позициите во однос на своите држави. Ќе видиме дали Европската унија ќе се јави како онакво. Тука пред се мислам и ќе дојдеме до тоа на Унгарија, на Словачка, после на Романија и така натаму. На држави кои што се членки на Европска унија, кои се сега на дворешната политика ќе ја гледаат низ призма на Да, контекстот со Хитлер се менува после Втората светска војна. Овој договор што они го постигнуваат, всушност кога би се гледал низ призма на наводно комунистичката идеологија или нацистичката идеологија, тие се две опречни идеологии целосно спротивни. Иако сега во современата историографија се ставаат двете како најголемото зло на нашава планета, тогаш ни приближно не била гледана болшевичката идеологија така. Меѓутоа, што се случува? Ние нема да ја гледаме сега историската случка или историскиот настан на подпишувањето на тоа дека сме комунисти или дека сме социјалисти. Туку гледаме низ призма на геополитиката. Има или нема интерес. Значи, истото го бара и Велика Британија да подпише договор со Хитлер. Затоа е целата таа машинерија вклучена да се пренасочи вниманието и политиката на Хитлер кон Русија, а не кон Велика Британија. Тоа е политиката на големите сили. Да, и нив ги загрижува подпишувањето на договор со затоа што автоматски тие веќе не се непријатели. Во книгата... Дали, само уште ова сакам да ја прашам, во поглед на самиот почеток на Втората светска војна, и кој официјално почнува со нападот на Полска, иако многу историчари велат дека тоа е малку егоцентрично од Западот, бидејќи војната почнува 37 со нападот на Јапонија врз Манџурија, но во ред, ајде, нека биде 39-та. Да, зашто е Британската империја, она ја пишува историјата. Она ја пишува историјата, но тука сега некои историчари велат дека е запоставена по улогата на Сталин и Советскиот сојуз, бидејќи после нападот на Хитлер, 2 недели потоа советите исто така влегуваат и ја окупираат за Источна Полска. Тоа е договорот со... Тоа е договорот. И вела дека всушност тука и нема некоја битна разлика помеѓу нацистичка Германија и Советски сојуз во поглед на окупацијата на Полска. Тоа денеска зошто го почнуваме овој разговор со тој историски контекст. Се обидувам да упатам оно што ја гледа емисијата на оваа историска димензија кога сме
помалку оптоварени од емоции, и тоа го гледаме со 80 години растојание, а видовме што се случи со интервенцијата на руската армија како агресија на Украина. Она рече дека ние се штитиме од нацизмот во Украина. Па тогаш нека тргнат и во Романија, нека тргнат и во Полска, сега има нацисти. Очигледно не е тоа доволно јако образложение за политиката на Москва да се објасни агресијата врз Украина. Друга е позадината. Позадината е позицијата на Украина во контекст на политиката на американската држава кога ја води Бајден. Она што Русија не можеше да го прифати, а цело време го премолчуваше, беше слабоста која што се јави после распадот на Советскиот сојуз. Од империјална сила или од велесила со нуклеарно оружје, она беше доведена во ситуација да премолчува влез на држави, и пазете сега, тоа е многу паметно да се одвои во однос на она што перцепцијата има јавноста. Сите овие држави доброволно пристапија во членство во НАТО пактот. Не ги присилија. Да. Полска, за разлика да речеме од влезот на колонијалните држави, односно Франција и Велика Британија, на Блискиот исток, таму влегуваа со сила, таму никој не ги викаше. Да. Сега што се случува? Кога Русија влегува во Будимпешта, односно во Унгарија 56-та и во Чешко-Словачка, тоа се доживува и се третира како атак на независна држава. Меѓутоа, тие се во Варшавскиот пакт. Америка не се спротивставува на таа политика воено, само се спротивставува политички. Што сакам да кажам вовде? Целата ситуација беше многу кревка од аспект на перцепцијата на Советскиот сојуз, кога до тогашните партнери стануваат непријатели. Еве, најблаго речено, противници. Автоматски, штом си во НАТО, веќе не си во Варшавски пакт. И сега што се случува? Сега дојде во ситуација Путин и неговата администрација да се штити од растечкиот влез на НАТО на негова територија. Да, знаете што е тука, еве сега клучно прашање. Како што вие велите, ослободени од емоции, ослободени од дневни политики, од навивања. Мене ми се чини дека тука имаме два спротивставени става. На Русија, да речеме сега, и Западот. Едниот е легитимниот став на Русија, дека тие се плашат од ширењето на НАТО, до доаѓањето на НАТО до незините граници. Иако сега парадоксално, па НАТО се прошири со интервенцијата во Украина со две нови членки токму на границите на Русија. Со Финска и со Шведска. Ајде, тоа е веќе друго прашање. Легитимен е тој став на Русија. Кај што вели, ние не сакаме една војна алијанса да се шири до нашите граници. Сега ни Зеленски не сака. И Зеленски не сака, да. Неутрална позиција на Украина. Тоа е легитимниот став на Русија. Легитимниот став на Украина, но и на останатите источноевропски членки на НАТО, меѓу кои сме и ние, да, од кои Русија бара да излезат од НАТО, вели НАТО да се врати од границите пред 97 година. Легитимен став на сите тие земји е каде сакаат па тие да членуваат. Дали сакаат во НАТО, дали сакаат во Европска унија, дали сакаат со Русија. И очигледно е дека сите тие земји, како што кажавте, доброволно избрале да членуваат. Миролюбиво тие нема да излезат од НАТО. Да. Сега имаме два спротивставени прилично легитимни става. Едниот е стравот, легитимниот страв на Москва, другиот е легитимниот став за самоопределување. Тоа е, ми се чини, клучното прашање. Тоа се обидувам да го ставам во контекст и да направам одредена паралела со периодот од Втора светска војна. За разлика од таму, Австрија е примерот што го посочивте, каде што некој доброволно влегува, а Чешка и Полска не се добар пример за нацистичка Германија. Сите тие процеси сега кога се гледат, јас ќе ги илустрирам сега на поинаков начин. Пред малку реков дека кога станува збор за меѓународното право и меѓународната политика, големите сили тоа го третираат и го применуваат кога нив им одговара на интересите. Земете ја Африка. Африка е зона или подрачје на целосна експлоатација на европските империи. Америка не постои. Или не е во тој контекст пред 200 години. Тоа значи целокупното злато и целокупното рудно богатство од Африка, се обидувам да ви ја послушам една ситуација. Арапскиот свет исто има пустини. Ама арапскиот свет постигна да направи и водоводи, да имате и сауни, да имате и зимски скијалчки центри. Африка уште нема вода. Тамошните хунти, пазете, неоколонијалната борба
завршува на тој начин што Франција потпишува со марионетски влади во рамките на тие африкански држави договори со кои што ги условува тие политички елити со целосна зависност од Париз. При позимање на кредити, купување на производи и слично. Тие всушност стануваат уште по-перфидно задолжени од овие империи. Сега истата ситуација се случува со влијанието на Кина и Русија, кои влегоа во Африка, и тоа се бројките, ја што ги гледав, огромни милиарди. Значи, прво, парите се големи во инвестиција што ги внесува Кина и си бараат едната и другата влијание преку Обединетите нации да не биде осудувана политиката што тие ја водат. На истиот начин, тоа го правеа порано тие режими. Ова сега го зимам со примерот. Европа или европските држави, посебно источноевропските, беа привилегирани, што беа прашани или што сами се определија да влезат во НАТО. Сега имаме политички процеси во таа иста Европа, кои го проблематизираат членството во Европска Унија, тоа е прво, а прашањето околу НАТО не го отвараат директно, заради тоа што се уште оваа ситуација дека Русија може да ги нападне е сериозна закана и веројатно не се доволно одважни да ја промовираат и таа политика. Сега ќе се обидам нешто да кажам што можеби прв пат ќе го слушнете, а станува за политиката на Германија. Значи, по завршувањето на Втора светска војна, поразени две држави се Германија и Јапонија. Италија влегува на брзина со промената и всушност денеска кога ја гледаме историјата, констатираме дека најразвиените две држави од целосно уништени во Втора светска војна, Германија и Јапонија, се најразвиени. Тоа е парадоксално гледано од аспект на другите држави кои се победнички во рамките на Втора светска војна, а се случува исклучиво затоа што Соединетите американски држави со својата политика постигна тие две економии и тие две држави да бидат стабилни. Меѓутоа, што се случува? Ја тоа го нарекувам трите шведски маси на германската политика. Заканата од Трета светска војна не започнува ниту во Африка, ниту во Азија. Таму се уште со распоредот на силите после Втора светска војна контролираат американците и британците, меѓутоа со оглед дека русите се присутни, односно Советскиот сојуз е присутен во источна Германија, а тука е присутна и Соединетите американски држави на граница се, тоа е првиот контакт меѓу двете сили во директна ситуација. Ние немаме на друго место ако се иземе Аљаска дека граничат како онак. Меѓутоа, ова е многу индикативно. И сите историски укажувања велат дека ако почнала Третата светска војна би почнала од Германија како судир меѓу Русија и Соединетите американски држави. До војна не доаѓа заради тоа што растечкото нуклеарно оружје и стравот што се создава со неговата примена ги научила тогашните политики да не го прават тоа што го правеле и Европа речиси 50 години беше мирна на незина територија и немаше војни од такви сериозни размери за да може да ја доведе во дестабилизација. Меѓутоа, трите шведски маси на германската политика, ќе се обидам сега да ги сублимирам, зошто значи. Сите ни е познато символиката на шведска маса. Имате поставено јадење, каде што можете слободно во секое време да земете колку сакате количество, независно дали сте дипломат или сте човек од планина. Поентата е друга, што Германија не само што и беа дадени 3 маси, туку беше и привилегирана во однос на тој поглед. Што значи тоа? Целосна 100% ефтина безбедност од американската држава. Значи, со самото инсталирање на нуклеарни боеви глави першинзи во времето на 60-тите години, со прекинувањето на политиката на Америка на гонење на нацистите, со воведувањето на Браун во стручниот тим за изработка на ракетите за вселенско истражување и со препрочитување на историјата, по примерот на Британската империја, дека бојшевичка Русија, односно Советскиот сојуз, може да не нападнат, сите што се непријатели може да ни бидат пријатели. Тоа е првата шведска маса. Втората шведска маса се случува после 90-та година, кога Советскиот сојуз, односно веќе Русија, не се спротивставува на политиката на обединување на двете Германии. Двете Германии се обединуваат без испукан куршум и станува Германија најмоćната држава.
Првата реакција, тогаш се сеќавам, многу добро ја прочитав, стигна од еден заменика на курирот на Министерството за надворешни работи на британскиот офис со реченица дека е ова опасен преседан за Европа ако Германија се обедини. Утредента го сменија. И кажувам, ситуации во кои што самата политика тогашна на Америка и даде позиција на Германија. И третата шведска маса во која што германската економија постигна невиден развој е ефтината работна сила од Африка и од Блискиот Исток, каде што благодарение на интервенцијата на Советскиот сојуз, односно Русија и Америка, бегалско население, директно загрозено од воени подречја и економско население, значи бегалци, доаѓа во Германија како ефтина работна сила. Добро, да не ја запоставиме и бивша Југославија, и Источна Европа цела. Сето тоа е дел од таа ефтина работна сила. Јас се согласувам и го имав тоа како размислување, меѓутоа тука секој ставам една запирка или барем 3 точки, еве зошто. Се што беше од Европа во делот на миграција, ако не се турци, еве сега како што се украинците, германците во својата култура, поради притисокот што го има од 45 до 90 година, беа флексибилни. Значи ги немаше нацистите, дури се забранети со закон. Сега од 90 година имате алтернатива за Германија која е веќе втора, а може да биде и прва политичка партија по симпатиите што ги освојува. Многу е лесно да направите приказна против одредено население кое видно се разликува од вашето домашно население. Народите од Балканот и украинците кои во основа се европски народи и бела раса, не можете лесно да ги произведете како непријатни. Полесно се асимилираат во германското население. И ја прифаќаат таа култура, они се дел од тоа милие, од тие вредности. Немаат проблем ни со јазик, немаат проблем ни со религија, немаат проблем со храна. За разлика од тоа, арапскиот свет, муслиманското население, црнечкото население и сите други луѓе со мака дојдени во таа Германија, за да се развива капитализмот, се видливи на секој поглед. Да, различни се. Различни се. Таа разлика го создава тој наратив. Сега прочитав, ова е доста индикативно, доаѓа после политиката на Трамп дека сака да произведува тоа што го произведува, до сега беше ефтино да се произведе во Азија, сега и германецот кој што ги води овие нацистиве, вели мора да ја вратиме економијата и производството да биде произведено во Германија. Има од оние стендап комичари еден, гледав навистина смешен американски стендап комичар кај што зборува за Германија, вика во Првата светска војна, вели, знаете со кого завојувале они? Со цел свет. Они, вика, со цел свет. Втората светска војна, викаш, се опаметиле, добро. Излекува поуки. Вика, повторно, со цел свет. Навистина е така, вие што велите. Да, Германија, интересно е што има многу специфична географска положба, геостратешки неповолна, бидејќи нема граници кои би биле еден бекап како што е Америка изолирана, да речеме, или Русија релативно, или Велика Британија. Туку е континентална земја. Има Франција. Со која што целата историја знаела да биде нетрпелива. Да, војни со Франција. А не се сакале ни со пољаците. Да. И затоа има и историски анализи каде што германското знаме, германскиот орел, прво е историски со една глава, но потоа се трансформира со орел во две глави кој гледа кон истокот и кон западот. Тоа е германската судбина. Но тие се чини дека се обидуваат секојаш да одат спротив ветерот во тој поглед. Се обидувам сега да ви дам уште еден податок кој што е многу битен апропо обединувањето на Германија. Таа шведска маса која што е исклучиво ја користеше Германија за својата економија е ефтиниот плин од Русија. Да. Значи, да ги сублимираме работите. 100% безбедност од американската држава, ефтин плин од Русија и ефтина работна сила од Блискиот Исток и Африка. Кажете ми, која држава во Европа имаше оваа привилегија освен Германија? А сега што се случува? Сега се случува ситуација во која што Германија веќе не е миленик на американската политика, уште помалку на Русија, дотолку повеќе се обидува сега со Франција и со Полска да направат некаква симбиоза, што на повидок мислам дека нема да даде големи резултати доколку Америка не застане во поддршка. Односно, прочитав една анализа многу интересна, вика, добре да претпоставиме дека Европска Унија ќе влезе во војна со Русија за да ги одбрани позициите и своите интереси во војната со Украина. Кој ќе биде, вика, врховен командант?
верувате мене, сериозно ме загрижи самото поставување на прашањето кој ќе биде врховен командант. Председателот на една од државите, председателот на Европската комисија, врховен командант таа европска одбрана, концептот на европска одбрана се обидуваат да го направат со децении, веќе не успеваат. Сега со последните најави на председателката на Европската комисија фон дер Лајен со тие вложување на 800 милиарди во европска одбрана, 1000 милиарди и така натаму. 800 сега барат. 800 милиарди. Но сега знаете што е прашањето? Еве гледаме последен пример ова со преговорите Русија-Украина, каде што Европската унија постави јасен услов, вели нема да почнат преговорите додека нема примирие. Мора примирие, па преговори. Ако нема примирие од 12, кажа, внимавајте, од 12 мај, уште вечерта ќе почнат широка лепеза на санкции против Русија. И сега американскиот председател Трамп пишува, вели, ма какво примирие, какви сретнете се одма, мора да се сретнете, ова не сме да се пропушти можноста, па таму разговарајте за примири и така натаму. Зеленски веднаш вика, да, јас ќе одам во Истанбул. Веднаш нема проблем. Ќе видиме сега дали ќе дојде до таа средба, но ми беше поентата дека се чини дека Европска унија како никој да не ја слуша. Веќе не е субјект. Се обидува да бидат геополитички фактор, но се уште се прилично политиката на Европска унија сега ќе се претвори полека сепаратно на политика на поединечна држава. Франција ќе биде губитник. Не, они се обидуваат да изградат заедничка политика. Сега се обидуваат да се наметнат како фактор. Цело време таа заедничка политика како Европска унија имаат во позадина политиката на Соединетите американски држави дека ќе се врати. По она што читам, господин Ризвановиќ, како политика, овие луѓе мислат дека, под наводници, барем така како што ги пишуваат текстовите во весниците, дека овие ќе се ослободат од Путин, тој ќе се повлече, ќе се оди дома во некоја дача, Украина ќе си биде независна држава. Тоа е небулоза да им сервирате такви вистини под наводници на домашното население и дека можете да се одбраните или да почнете војна со Русија без Америка. Значи, јасна е приказката дека Европската унија нема политичка агенда која што може да ги обедини како држави да влезат во војна со Русија. Овде ќе ви дам сега еден податок дека посебно за Македонија ќе илустрирам сега за да ме разберат гледачите што мислам. Кога се читаат одредени информации, ние доживуваме Европската унија како едно цело. И мислиме дека таму не постојат различни политики и различни интереси. И мислиме дека кога ќе кажеме Европска унија и Брисел дека тие водат една, единствена и заедничка политика. Не. Реалноста е целосно подруга. Посебно кога станува збор за меѓународната политика или надворешната политика. Пример. Кој е заедничкиот став на поединечните држави во рамките на Европската унија спрема Израел и спрема неговата агресија во Палестина? Така? Значи сега ги гледаме одредени политички субјекти отворено се спротивуваат во Европскиот парламент на политиката на Брисел со поддршката на Израел. Ако е паралелата, сега да правиме паралела, иако најчесто ги избегнувам таквите анализи, или еве ако сакате да ја водиме политиката на принципи, зошто не се осуди политиката на Израел? Трамп тука сега е на мака. Не имаме поединечни држави кои одат до таму што ја признаваат и Палестина, како Шпанија да речеме, или Норвешка, но имаме и држави како Унгарија која го прими Нетањаху. Се обидувам токму тоа да го кажам. Европската унија нема единствена политика ни спрема војната во Украина, Фицо и Орбан, апропо, а сега имаме Романија. Значи сега тука ќе набрам неколку држави, вас ви е познато зашто професионално ги следите овие информации. Франција веќе 20 години има постојан раст на неонацистичките или ултрадесничарските партии. Оно што тогашните либерални аналитичари го толкува дека нацистите или неонацистите се поразени во Франција, никогаш не сватија дека тие растат, дека тие победуваат. Последниот пат кога Макрон едва формираше влада, тие беа на прво место. Па тој се обедини и на крај направи влада. Што е поентата? Тие рекоа, вие го толкувате ова како пораз. Не, следниот избори ќе ви бидат пораз.
Да, но таму, видите, судски ја забранија Лепен. Ги чита податоците, сега овој што доаѓа французинот како нејзин кандидат, член на Европскиот парламент, ги има сите симпатии. Знаете, веќе е персонално ниво, не е битно дали... Дори може да биде и контрапродуктивно тоа. Контрапродуктивно. Има тука една ситуација која што сега ќе го земам, значи да ги набројам прво државите, потоа ќе ја кажам позицијата на американската политика визави оваа лепеза на политички идеи во Европа. Значи ги имаме сега Франција со изразот Фрекзит, значи митинзи имате во Париз, каде што се кине знамето на Европската унија и отворено се заговара политика на излегување од Европската унија. Председателски кандидат во Полска од крајната десница го гази знамето на Европската унија, го пали и одржува пресконференција. Истиот кандидат е член во Европскиот парламент. Ова не се поединечни акции од периодот на 90-тите години. Ова е 2025 година во која што Европа не може да се справи прво со самите процеси политички и овие луѓе, значи овие политички идеи, прашањето на така наречената глобална либерална политика ја гледаат како целосно поразена. Еден од ставовите што го прочитав за победата на Симеони, председателскиот кандидат во Романија, кој е исто така ултрадесничар, вели бахатоста, расипништвото и корупцијата на либералите и социјалдемократите во Романија придонесоа да победи десничарот Симеони, кој што сега ќе го постави овој што го повлекоа Европска унија за премиер. Има повеќе држави во рамките на овој така наречен десен центар, десно и ултрадесница, односно крајна десница, кои се сериозни политички субјекти во рамките на овие држави. Да, тука, добро, за да... Само реченица да ја завршам. Меѓутоа, сега на овие политички субјекти им фали, им недостига одреден политички импулс. Овој политички импулс доаѓа од Америка на тој начин што ја цеди така наречената глобална либерална идеологија и политика, на тој начин кој што ги влошува условите во овие држави, и тоа создава растечко незадоволство кај граѓанството кое политички ќе се определи за десницата. Трамп ја направи грешката во Канада, претпоставувам сега веќе нема да ја направи. Таму конзервативната партија водеше речиси двојно повеќе од либералната. Он со две изјави што рече Канада ќе ја направам 51 држава и Гренланд ќе го освојам, се создаде страв во канадското општество. На 2 недели пред избори победија либералите со незначително мнозинство. Таа грешка веќе Трамп нема да ја прави. Моја процена е дека тој сега ќе оди со политиката уште повеќе да ги цеди овие политики во поединечните држави и во Европската унија, за да можат десничарите да ја освојат целосна власт. Која би му била целта? Еве, бидејќи дојдовме до Трамп. Која е целта? Што е ајде да речеме, тоа е клучното прашање што ја го барав. Што е преобликувањето? Што е поредокот што он сака да го создаде? Кој би бил крајниот? Така, тоа е клучното прашање што јас го барав и читајќи ги овие и анализи од други автори од претежно западна Европа, дојдов до заклучок или до едно свое мислење кое сакам да го споделам и со вас и со јавноста, се сведува на следното. Зошто американската политика представена преку Трамп би работела против својата држава? Многу нелогично. Има една теза, бидејќи сте социолог, ќе ви биде интересна, таа ќе ја нафрлиме во овој конгломерат на информации, таа на професорот Фрчковски, каде што вели во однос на Трамп, Маск, во однос на растот на десницата секаде во Европа, вели ова е последниот крик на белиот човек во поглед на растот на другите раси, на растот на шпанската, на латино расата во Америка, да речеме, или на азиатско-африканските маси во Европа. Вели, ова е последен крик на белиот човек пред таа, условно кажано, најазд. Не би се согласил во однос на формулацијата, последно кој ќе се апострофира расата како фактор, дека белите луѓе наспроти црните луѓе или уопшто воделе некоја политика. Ни политиката на Европската унија не е расистичка. Можеби низ историјата имало држави што биле такви. Јас се држам до ситуацијата дека всушност овде станува за империјална политика, која сите ги обединува на база на интересот. Најдов изрази како феудален дигитален феудализам,
Значи, дигитален феудализам, демек економиите и државите ќе бидат феуди, а дигитално ќе се ова. После интервенционизам. Моето мислење останувам на фактот, затоа ја почнав анализата со Втора светска војна. Ова е империализам. Дали ќе му додадеме современ, модерен, дигитален, воопшто не е битно. Големите сили, и тоа сега го поврзуваме елементов што ми го поставувате со политиката на Трамп. Уште пред да дојде Трамп со првиот мандат, Обама се обидува да ги подобри односите со Кина заради тоа што сите нивни анализи укажуваат дека Кина е растечка економија. Да, но само еве за гледачите, сега империализмот не мора да значи во секој случај територијално проширување, туку е економско, културолошко. Така е. Да. Па самата идеја на глобализацијата беше онако, меѓутоа јас не ја напаѓам глобализацијата во делот на електрична енергија, струја. Глобализацијата се напаѓаше во однос на испораката на така наречената демократија. Вие да им испорачате на кинези демократија, тие ви велат, вие имате човекови права 40 години, ние постоиме 4000 години. Самата перцепција кога тоа го поставувате како барање пред кинезите, тие си викат, ние треба да се откажеме од нешто. Еве да е точно тоа политика на човекови права. Не сакаат да ја спроведат. Мислам, еве сега истото што им го побараат во Европска Унија на одредени држави и они велат, не сакаме да го правиме тоа. Еве, Унгарија беше првата која го отвори прашањето со така наречените мешовити бракови, вок, популација, идеологија и слично. Вика, какви вредности? Вика, не сакаме такви вредности. Едно од моето толкување на социолошко ниво на вредностите е тоа што така наречените социјалдемократски партии или либерални партии, па дури демокристијански партии се загубија во политичката идеологија на своето население и на граѓанството. Не можеа да одредат која популација, што е типично за политичка партија, ги поддржува. И сега се јавува ова ситуација дека е базично прашањето на одредени маргинални групи, при тоа целосно не интересирајќи ги работништвото или работниците или нивните права. Да се вратам само на прашањето на Кина. Што е бит на Кина? Во моментот кога Трамп ги губи изборите, Кина е свесна сега дека Америка може да тргне против неа. За разлика од политиката на Обама во која што беше можеби затечена, а не знам колку ви е познато, Кина е еден од најголемите поддржувачи на политиката на глобализација на Америка пред доаѓањето на Трамп. Зошто? Заради тоа што целокупната размена што ја прави Кина во долари и што и да прави, значи целата економија ја пренесе во Америка, со извоз во Африка и така натаму, го собираше доларот. Она што всушност Америка правеше во изминатиот период едно време, ги гледав и тие берзи, Америка 3 пати повеќе печатела повеќе пари. Во моментот кога дошле до сознание дека тоа не е добро толку многу пари да се печатат, затоа што може да се случи доларот да се исфрли од игра. И тоа беше далечна мисла пред 10-15 години. Беа некои приказни кои што се говореа. Сега веќе станува збор за реалност. И во моментот Трамп е играчот кој што овде погрешно се толкува пова што го читам дека он е ваков, оние сите навреди што се кажуваат. Воопшто Трамп не е битен. Трамп е само персонална личност на одредена политика која е базирана во високи кругови на американското општество и која се обидува да изгради стартната позиција на Америка во наредните 10 и 20 години во односите пред се со Кина и затоа ова под наводници они го доживуваат како попустливост према Русија, всушност спомене не е попустливост, туку двете големи сили си ги гледаат политиките од свој интерес. Видите, Рубио го кажа тоа прилично директно. Кај што рече, нас ни е приоритет да ги одвоиме Русија и Кина. Не смееме да дозволиме, вели... И се ќе направат сега. Еве вчера го читав... Бидејќи вели вака, колку и да сме ние силни, не можеме против две големи нуклеарни сили. Мислам, директно го кажа ова. Ова сега ќе го илустрирам со примерот на така наречената даночна политика што ја воведе Трамп. Јас не сум економиста и не можам да си дозволам да давам анализа на таа даночна политика што ја... Царинска политика. Меѓутоа, јас ги гледам зборовите што се употребуваат, а тие ми се клучни во однос на значењето. Трамп денеска нешто ќе изјави и утредента ќе го смени. Тоа е во главите на така наречените аналитичари и во главите на
штабовите на многу држави е конфузија. И тогаш си виделе дали овој човек има нешто што утре нема да го смени или да биде поинаку. Пазете, он денеска ги кажува царините, утредната вели 90 дена. Да. Па ќе преговарам со сите. Да. Тоа беше таков дебакл на берзите направено. Меѓутоа, ја гледам неговата политика или неговото барање на поинаков начин. Има нешто што вели, дојдете се договориме. Сега дојдете сите да разговарате со мене. Тоа што сака да каже, заврши периодот на млада невеста на Европа после Втора светска војна, каде што американската економија или американската држава ја толерираше европската економија и имаше нула царини. Значи сега буквална смисла прво што направија британците, си отидоа, разговара, се договори и ако вела дека тој договор што го потпишал британскиот премиер и не е некоја добивка, не знаеме сега другите држави како ќе има. А за разлика од тоа, Европската држава, пресе Брисел, со своите директиви за увоз на пилешко месо, посебно од Америка, имаше такви забрани, те хормони, те вакви параметри и не можеше да се увезува во Европа. Трамп рече дека големиот дефицит што го има во односите со светот мора да го врати. Меѓутоа, тука има една ситуација која е многу карактеристична кога станува збор за Кина. Пазете, интересна работа, он 90 дена го даде продолжувањето на рокот за да се разговара со сите други држави. Да. И со кинезите не им даде таков рок. Туку ги подигна царините на 145%. Мене прво што ми дојде на ум, реков, па добро еве, ако воведеш на еден производ 145% поскап. Зошто па би морала таа држава да извезува во таа држава кога практично нејзиниот производ нема да се купи? Да. Едноставно ќе бара да ги извезува во Африка, ќе ги извезува во Блиски Исток. Тоа е всушност да го запрете Едноставно ќе се блокира трговијата и нема значење. А истовремено што е прв пат, и вие го кажавте тоа во текот на нашиот разговор, за прв пат Кина се поставува во позиција да не му молчи на американецот. Ова го кажувам сега на персонално ниво, кинезот за прв пат се одважи во овие 100 години, вели од утре ти имаш 125% царина на Да, кинескиот председател не сакаше да разговара со Трамп. Не, рече нема што да разговараме, да. Нема во кинеската политика, нема. Ни во времето на Мао Цетунг таква ароганција од страна на кинезите апропо. Да. Сега тука тоа е сигнал кој што го праќа Кина до сите други држави. До сите други држави да каже дека сега ни американците не се толку моćна империја во наредниот период. И вчера прочитав, тоа интересно е, вика кинескиот, виетнамскиот нож во грбот на кинезите. Америка преку Виетнам им рекла на виетнамците да прават контрола на кинеските производи. Добро, Младеновски, за жал, толку е времето, мислам дека ние овде би имали уште едно саат, 2 до 3 саата да анализираме комотно. Ај, за крај ве молам само еден, навистина кус одговор од една минута. Каде сме ние во сето ова? Се снаоѓаме ли ние во овие турбуленции? Бидејќи видовме и нашата влада сака некакви посебни односи да изгради со Трамп, па потоа тоа со црните не излезе баш така. Европската унија од друга страна не притиска на друг начин. Се снаоѓаме ли ние во овие турбуленции? Бидејќи кратко времето, само ќе ги нафрламо. Ние не сме веќе Југославија, која може да биде партнер на големите сили во разговорите. Туку сме држава која без малку да бидеме среќни да не третираат светските медиуми, зашто тогаш би имало криза. Јас само ќе ви дам еден пример илустриран со тренизите на спортистот. Замислите да тренирате некој спортист да трча маратон. Тоа значи дека треба да трча полека, да има една исхрана. И утредента, кога ќе дојде надпреварот, го оставате да трча 100 метри шпринт. Јасна ви е алегоријата. Да. Македонија е целосно политички, безбедносно затечена во однос на овие глобални процеси. Тоа се покажува не само со оваа влада, тоа се покажува во континуитет со сите други влади, каде што практично се сеќавате на онаа, па не знам како да наречам, виртуелен напад со заканите од, беше речено, од Москва за безбедноста во школите во Македонија. Да. Ние тогаш се изгубивме како држава. Пазете, тоа е психологија. Немаше ни една бомба.
а да не зборуваме за некои посериозни позиции. Политичкото раководство во дадена ситуација мислам дека ќе се доведе во ситуација постојано да шета од еден до друг крај, немајќи компас и немајќи стратешка политика. Еве само за пример, нас Соединените Американски ни се стратешки партнери, ама гледаме дека аналитичарите сега заради политиката на Доналд Трамп викаат не, ние ќе одиме со Европска унија. Да. Конфузија, навистина, и во таа конфузија е потребна мудрост, потребно е знаење, потребна е способност. Потребна е историја. Потребно е читање на сосема другите настани што треба да. Дали ние тоа го имаме? Прашање. Борет Младеновски, ви благодарам. Некако останавме тука должни за уште многу. Ќе направиме повторно за некое време, ќе направиме повторна емисија. Ќе продолжиме. Само за крај би сакал да кажам дека во гостувањето пред 3 години кажав многу работи што сега се доаѓаат на некој начин да ги анализираме, а една од тие дека војната завршува со преговори и сега преговорите меѓу Америка и Русија, значи сега веќе не е Путин воен злосторник, сега веќе е партнер да се преговара, каде што е прогласен Зеленски за диктатор, затоа што има нелегитимна власт. За 3 години, се сеќавате, ви кажав дека историјата ја учиме на 50 години. За 50 години сосема друга историја ќе учиме. Така е, Младеновски, ви благодарам уште еднаш за ова гостување.